Покрај тешката животна судбина и тешкотиите кои им ги носи телесниот инвалидитет, лицата со оштетен вид и слух, лицата со отежната мобилност и лицата со психички проблеми сега се исправени пред нов предизвик, кој им го наметнува новиот закон за социјална заштита. Предлог законот за социјална заштита, кој го подготвува Министерството за труд и социјална политика, наместо да ги унапреди нивните права, дополнително ќе им го отежне животот. Лицата приматели на додаток за мобилност ќе го изгубат правото на туѓа нега, бидејќи согласно законот би требало да одберат користење на овие парични средства само по еден основ. Нашиот соговорник Гоце Димов вели дека ако законот помине во парламентот, над 50.000 лица со телесен инвалидитет ќе останат без паричната помош од 4.400 динари, која ја земаат со години наназад, односно од 1946 година, откако е изгласан законот. Гоце бара да се избрише став 2 од член 156 од законот, бидејќи е неприфатливо еднаш стекнатото право на парична помош да се укинува, ако се земе в предвид дека состојбата на лицата со инвалидитет е трајна. Македонија го одбележа светскиот ден за лица со оштетен вид. Токму по тој повод денеска се наоѓаме во Сојузот за слепи лица и разговараме со господинот Гоце Димов, кој што ќе ни раскаже нешто и околу неговата животна судбина, околу предизвиците со кои што се соочува, меѓутоа и со ќе зборуваме и за законот за социјална заштита токму на лицата со оштетен вид. Најнапред ви благодарам за минутите кои што ги издвоивте за интервјуто во Прва Скопска. Благодарам и јас на остапениот простор и можноста да кажам своje мисли. Така, може ли ни кажете, еве како што спомена во најавата, се одбележа во Македонија светскиот ден за лица со оштетен вид. Со какви се потешкотии се соочуваат? Па потешкотиите генерално со кои што се соочуваме секојдневно се од различен вид. Најчесто тоа се архитектонските бариери, најчесто тоа е јавниот превоз, најчесто тоа е културата на возачите и така натаму и така натаму. Мене генерално ми се деселе два проблеми. Првиот и помал е оној што го изгуби видот, а овој вториот и поголем е што живеам во Република Македонија и во Скопје. Може ли ни кажете, еве зборуваме за возачите, за нивната култура, за пристапот во одредени институции, за архитектонските решенија. Тоа долго време е тема на разговор, меѓутоа се менува ли нешто? Како да ви кажам, се менува. Генерално колку е ракот, 2 напред, 3 назад и така натаму. Или обратно. Така, што е она што имате вие да го споделите со нашите гледачи? Во однос на Законот за социјална заштита, значи генерално сите светски влади прават одредени закони, правилници и така натаму, со кои што се трудат да ги подобрат правата или компензационите права на ваквите категории на луѓе. Овдека не станува збор само за слепи, него станува збор и за телесно инвалидизирани лица, за глуви и за лица со психички попречености. Ние во момент сме сведоци Министерството на Република Македонија за труд и социјална, кое што е во едно и ресорно министерство за оваа категорија на граѓани. Зборам за сите категории на групи, донесува нов закон. Веројатно од за нив познати причини, мене тие причини зашто го донесува не ми се познати, меѓутоа со овој закон флагратно се кршат одредени права на сите категории на овие категории, значи вклучувајќи и слепите. Значи, со член 54 став 2, слепите, телесните, глувите и лицата со психички попречености кои што користат додаток за посегашно е попреченост, по стариот закон си беше експлицитно наведено, значи слепило, глувило, мобилност и така натаму, го губат правото од помош и нега од второ лице. Сега, од за нив познати причини, ние и како Сојуз, кај што јас учествував, значи консултиравме многу луѓе од правната фела, правото на нега и помош од второ лице и правото, ајде понивно сега на попреченост, јас се викам за слепило, се две различни институти на правила и права. Компензациони права и тие имаат различна функција. Негата и помошта е една работа,
а правото да се движите вие и да искомпензирате оно што не можете во градскиот метеж е втора работа. Значи правото на мобилитет е втора работа. Не знам од каде тоа министерката или незината стручна служба најде таков модул. Ние најостро протестираме за тоа, бараме одредени барање до владата, до НЕЗИ и така натаму. Обовуваме некои разговори, генерално тешко ни оди. За мене лично, а и за голем дел од моите истосудбеници, овој член 54 став 2 е неприфатлив од две прости причини, бидејќи е тоа право кое што слепите во Македонија го живеат од 46-та година. Како ние сакаме све што е добро да избришеме, веројатно и таа држава сакаме да избришеме, пошто Македонија веројатно постои по некого од 90-та, по мене од 46-та година. Срамен овој чин, ги повикуваме надлежните органи да во еден заеднички диалог, да со заеднички диалог најдеме еден компромис како законот би служил за онаа цел за која што и се донесува, да ги подобри правата компензациони на оваа група граѓани, а не да ги уназади. Лесно ќе ги вратиме од 19 век. Дајте луѓе да ги донесеме луѓето од 21 век. Имате ли никаков предлог? Па имаме предлог, значи прво за нас како група. Воопшто многу лесно ќе го решиме овој проблем со самото тоа што ако министерството или владата се согласи да ставот 2 од член 54 едноставно се избрише. И веднаш се решава све. Све останува исто. Не верувам дека фискалните импликации, или не сакам да верувам дека фискалната импликација им била мотив, затоа што Македонија така и така нема пари, ако имаше до сега, имала и од сега. А ако е тоа судир на права, тоа функционира поише од 10 години. Зашто до сега не било судира, од сега е судир. И така натаму, и така натаму. И на крај на краиштата, имате ви еднаш стекнато право, не можете да го кинете така, туку така, ајде ќе го кинеме правото. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека целта е да се направи закон кој ќе биде во интерес на корисниците и дека во подготовката на законот ќе се земат во предвид мислењата на сите засегнати страни.